na Otca i Sina i Svetijeg Duh. Amin. Возлюбljeni во Христа Бога, братя и сестри, нека ни е честит празникот на големото светило на Светата Црква Божија, светиот великомаченик Димитрий Солунски чудотворец, чий празник го празнуваме денеска. Користам можноста Амвон да им го честитам името на сите браќа и сестри наши што го носат името на денеславениот светите од Солун. И сите оние браќа и сестри кои што го имаат него за свој семеен покровител, па слава домашни слави. Тој милостивиот да биде со сите тие браќа и сестри наши, нивни молитвен покровител пред Господа, нивни заштитник, најдобар другар и пријател, кој што не случајно се избира за нивни имен ден или нивна домашна слава, знаејќи ја светоста на неговиот живот. А светоста на неговиот живот е навистина чудесна пројава во животот на еден млад човек како што бил Свети Димитрije, роден солуњанин, син на татко, кој што заземал клучни обштествени позиции во животот на градот. Тој бил таткото на Свети Димитрий, бил војвода, генерал на римската армија. Но долги години, живејќи во брак со неговата сопруга, тие биле бездетни и горе што го молеле Христа Господа да ги дари со чедо, и тие го добиле Димитрија, синот нивни. Бидејќи биле богати и одлично воспитани и образовани луѓе, истото тоа му го овозможиле и на својот син. Но бидејќи бил единец, тие целосно му се посветиле нему и Свети Димитрije расте одлично згрижен и воспитуван во кругот на своето семејно огниште. А потоа, бидејќи бил овенчан со неброени дарови, со ретко видено воспитание и високо образование, највисоко образование што можело да се стекне во неговото време, а и тогаш постоеле универзитети, Свети Димитрije после смртта на татко му го зазел неговото место и самиот станал војвода, одличен стратег и генерал на римската војска. Но империјата на Рим била паганска и верата на луѓето што ја предводеле била паганска. А Свети Димитрий бил нескриен христијанин. Кога императорот Максимијан побарал од него да исчисти се што е христијанско во Солун, тој постапил спротивно на императорската наредба. Се што било христијанско го згрижил, го заштитил и му помогнал да се умножи Светата Црква Божја во Солун.
koga razglal za toa imperatorot, posle jedna bitka, došao vo Solun, za da go ispita slučajot na svojot generala. Vo Solun bio javno podložen na sud i ispituvanje od strana na samiot imperatora. A sveti od Dimitrije bestrašno je ispovedao verata vo Hrista Gospoda, vo njegovo to voskresenje i vo životo nesmrtno. Poradi što bio žestoko osuden i kazan, vrlen vo zatvor, a vednaš potom vojnici dobili zapoved fizički da go likvidira sveti Dimitrij. I koga sregle vo zatvoru, sveti Dimitrij stojao na kolena i mu prinesuvao molitvi na živi od Boga, znajki što ke se sluči s onego. Bestrašno bo čekao denot na svojata smrt. Vojnici te so pošto komandovao sami od Dimitrij od Solun, so kopija go probodile i go ubile svetiloto Božje, svetiloto Gospodnje. Mesto to na njegovo to svirepo ubistvo se čuva do den denešen, veliki na mesto to od njegova ta pogibija je sogradena ogromna katedrala, bazilikalna crkva, petobrodna bazilikalna crkva, koja što se čuva njegovite sveti mošti. Bog gi čuva ne raspadnati za nas, site, za naša uteha i za naše spasenje do den denešen. I tije eve veke 1700 godini mirotoča, dragi sestri, koja ke vlezete vo ta ogromna bazilikalna crkva vo Solun, vije ke go osjetite opojni od nebesen miris, od miroto što se istočuva od njegovite sveti mošti. Sveti Dimitrij, znači, fizički je prisutan i deneska so nas, imame možnosti i verujem deka poveke to od nas bile vo Solun, vo katedrali od hramu, na toj svešten grad i gi celivale njegovite sveti mošti. A on je, što nego napravili to, sakam da gi zamolimo. Prva ta zgodna i možna prilika da se otide tamo, da otida ne za shopping i za letuvanje, tuku za da se sretnat so Denisova vegna sveti Dimitrij, da go pregadnat onaka kako što toj nas zajedno so Hrista Gospoda ne pregrljiva ni site vekovi i večnost. Sveti Dimitrij Solunski, braći i sestri, gi ispolni site sodržini od današnjite evangelija, što gi pročitahme, predse ona za siromašni od Lazar, što je neobično potresno evangelsko četivo, no i evangelsko početivo čitano za svetite mačenici, na koji što im pripada i sami od Dimitrij. Sveti Dimitrij je imao verata na siromašni od Lazar, prezren i zaboraven od bogatijog Gospoda na zamokot, pred čiji porti Lazar stoješe strupljivo, bileki beše bolen od najteškata bolest, leprozen i celi pretvoren vo gnoj. Čekao da go nahranat slugite na bogatio, so troškite što pajale od njegovata prebogata trpeza. Od site bio zaboraven
osven od kučinjata, koji što doagale i gi ližele njegovite rani, so namera da gi ublažat njegovite bolki. I taka živejki, stradalno i vo nevidena beda, osamen i od site zaboraven, siromaški od Lazar umre. I njegovata duša, ja prečekao tatko to, na starozavetni od izbran narod Božji Avraam, vo svoje to lono, vo svojite pregled. Potla umreo i bogati. No to ne se našao vo rajskite predeli, vo pošto žive Lazar. Tuku vo pekovnite predeli, kada što duša ta odtugenji od Boga čovek prebiva vo nevideni maki. To što vo Svetoto pismo, vo parabolite što Hristos ni gi kažu, makite vo pekovo se sporeduva so oginom, ili so nekoj drugi, metaforično izobrazeni stradanija, ne znači deka toa tamo bukvalno taka se slučuva. Zašto se zboruva i se odnesuva na duhovni život i duhovnata priroda na čoveku. Ta izmačuvanjata se isto taka od duhovna, nezemska priroda. No tije se straši. Vidi ki od njih ne možete da se oslobodite. A bi sakale, kako što posaka i bogati od evangelskata parabola, što njegovih učenika gleda Avrama i vo njegovata neposredna blizina Lazara, njegovi prezren od njego i zaboraven od njego svoj. To je pobara od Avrama, ako je možno, makar so prstom od rakata Lazar da nakapi nekoliko kapki voda vo njegovata usta. Žeta i glata po Boga koji što nikogaš ne bi zasituval dodeka živeo na zemljama, gorele duhovnata utroba na toj čovek. No Avram go soočil so nemožnosta toa da se sluči, zarad ontološkata provalija što postoji pomegu žitelite na rajot i žitelite na pekom. Jednite i drugite gledajte, braća i sestri, ne možete i pobegnat na večnost i na fakt deka život po priroda je nesmrten. No, gledajte, za kakva večnost se zalagame sega i ovdje. Takva ke ni bide večnosta tam. Gledajte koliko treba da vnimavame na sebe si, na sevkupnjot svoj život, na site naše životni postavki, počnuvajte od pomislite, preko mislite, preko čuvstvata, preko delata što gi tvorime. So našite oči, so našite uši, so našata usta, so našite race i so našite noze, so naše to sevkupno biti. Zašto za sve koji nepromislen zbor i za sve koji nepromislena misla, ke treba da dademe odgovor. Ke treba da dademe odgovor za to kako sme go potrošili, sve koji mig od vremeta na naši od život i sve koji atom odsilite na naši od život. U ta smisla smetam deka sme premnogu neodgovor. Kako da se rastvrlame so vremeto na naš život i so silite na naš život.
неодговорно ги трошиме и не мислејќи на денот кога ќе треба да застанеме пред лицето Божие и да дадеме одговор за икономијата со која што Господ не дарува во денот на нашето зачатие во утробата на нашите мајки. Сето тоа свети Димитрije го знае. Го знаел се она што праведниот и сиромашниот Лазар го знае. Иако бил богат, иако за богатите во Светото Писмо е кажано дека не е неможно да се спасат, но дека им е претешко да се спасат. И тежината на нивното спасение се споредува со неможноста бродското јаже да го протнете низ иглени уши. Колку што е тешко тоа да го направите со бродското јаже и игленото уво, толку му е тешко на богатиот да влезе во Царството Небесно. Но не е речено дека е невозможно, бидејќи истекнувањето на богатство треба да биде резултат на дарот Божи, да се стекнува богатството, а оној што по силата Божија го стекнува, не го стекнува за себе си, туку за да го сподели со сите на кои што им недостасува токму тоа, да се подели со нив. Секој дар Божи и секој плод и резултат на дарот Божи, каков и да е. Не станува збор само за парите и за земските плодови, за плодовите што земјата ги раѓа и со кои што телата ги храниме. Не смееме да заборавиме дека не сме тоа што Ниче за себе каже, дека е тело и само тело. Ние знаеме дека сме и тело, но и душа и дух. Трихотомната поделба на човечкиот онтолошки статус е наше христијанско знаење за човек. И во согласност со него треба да ги поминиме деновите на нашиот живот, детерминиран од времето и просторот на овој свети век. Зашто вчера чувме, оној што живее така што ги исполнува законите Божи, се движи по земно-небесната скала или лествица и се оспособува да прејде од овде, од животот смртен, там во животот несмртен. Така живееше свети Димитрije. И бидејќи бил таков, односно бидејќи е таков, свети Димитрije заедно со свети Ѓорѓија имале слобода пред Бога да го заштитат нашиот град и да го спасат од сите робства. Турски, фашистички и оние што сега не навасале, кој ќе им го знае точното име. Но од сите робства треба да се излезе со дарот на слободата Божја. А свети Серафим Саровски за слободата вели дека е дар Божи кој што не може да биде од кого било одземен. Бидејќи слободата има духовна природа, таа е неоттуѓива и е за толку поголема за колку што навалицата на поробителите е поголема. За толку колку што вели тој, ни се стеснуваат просторите на нашата надворешна слобода, за толку повеќе растат и се шират просторите на нашата внатрешна духовна слобода. И човекот е секогаш слободен ако живее во Христа Господа.
Duri najsloboden, veli sveti Serafim, koga je raspnat, Hrista radi. Sveti Dimitrij, da se moli za svite nas, za našijov grad, za našijov narod, za našava država, za svite luge i za sviot svet, da živeme slobodno vo Hrista Gospoda i bez straha, vovjedni, koga mnozina poveke zemni sili saka da ne preplašat i da ne zatvora. Amin. Za mnom.